Почитувани граѓани, почитувани новинари. Даниела Арсовска, градоначалничката на град Скопје од ВМРО ДПМН, тргнува во груба партизација на јавните установи и јавните предпријатија под надлежност на градот. Независната Даниела Арсовска предлага поставување лица на режимот на клучни позиции. Елена Жугиќ, која со години беше дел од режимот и која бараше кон граѓаните да се пука со гумени куршуми, е предложена за член на јавна установа Младински културен центар. Еве го документот со предлог од луката која треба да се најде пред советниците на наредната седница. Предлог листите за членови на управните и надзорните одбори на јавните установи и јавните предпријатија во град Скопје се полни со партиски докажани кадри на ВМРО ДПМН. За нови членови на управниот одбор на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје се предложени портпаролите на ВМРО ДПМН Дим Чарсовски и Марија Митева. Третиот портпарол на ВМРО ДПМН, Наум Стоилковски, е предложен за член на управниот одбор на јавното сообраќајно предпријатие на Скопје. Тоа се гледа од овие два документи. Лажните вести од Белиот дворец Арсовска ги поддржува силно. Почитувани, толку на водната независност на Даниела Арсовска. Арсовска секојдневно покажува дека освен партизација на институциите, освен блокирање важни проекти за скопјани, ништо друго нема намера да работи. По ВМРО ДПМН ништо не е сменето. Ние сме на страната на граѓаните. Ова е пример за очигледна и груба партизација на институциите под надлежност на град Скопје, на кој што ние, советниците од СДСМ, силно ќе се спротивставиме. Ви благодарам.